Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска го одбележа Светскиот ден на книгата и авторското право, за кој годинава светската порака ја напиша генералниот директор на УНЕСКО Одре Азуле, а националната порака режисерот Милчо Манчевски. Азуле во пораката ги нарекува книгите прозорци кон нашата душа и пат кон заимното почитување и соработката меѓу луѓето, независно од границите и различностите. Режисерот, писател и фотограф Милчо Манчевски во македонската порака вели дека не е само дека му се допаѓале книги или дека сакал книги, туку тие му требале, онака како што на птицата и треба воздух или на тревката и треба сонце. Вели дека книгите му помогнале да си ја поврати рамнотежата и да си го најде местото во светот. Знаеш, мајка ми умре 4 месеци пред да тргнам на школа. Не се сеќавам на точните чувства кога разбрав дека умрела, ама мислам дека неверица и безпомошност секако беа дел од нив. Како наеднаш да ме беше понела водата и не можам да се закотвам. Ни татко ми, ни бабите и дедовците не можеа многу да помогнат, колку и да се обидуваа. Ама имаше еден свет што ми помогна да си го најдам местото. Книгите. Книги, стрипови, книги за деца, книги за возрастни, бајки, кратки раскази, митови и легенди, приказни за коубојци и индијанци, секакви книги, со сати, денови, недели и месеци, целосно исчезнував во книгите. Не само што уживав во нив, јас бев нив, ги живеев книгите во вистинската смисла на зборот, истакнува нашиот познат режисер по повод Светскиот ден на книгата. Градот Шаријах во Обединетите Арапски Емирати е избран за престолнина на книгата во 2019 година, која е прогласена и за Интернационална година на автохтоните јазици, поддржана од УНЕСКО за реафирмирање и потикнување на меѓународната заедница да им помогне на автохтоните народи да ги сочуваат својата култура, своите знаења и своите права. Светскиот ден на книгата и авторското право се празнува од 1995 година. Прогласен е од УНЕСКО за да им се оддаде признание на книгите и писателите, а 23 април е избран за тоа што на тој датум во 1616 година починале двајца великани на книжевноста – Шекспир и Сервантес.